Катастрофални податоци за здравите услови за живот во Македонија. Компанијата Bloomberg го објави извештајот за индексот за најздрави држави во светот, каде земјава бележи рекорден пат од 12 позиции, од 44-тото завршила на 56-тото место. Граѓаните се жалат на лошиот квалитет на услуги во јавното здравство и алармираат дека тешко наоѓаат слободни термини за преглед и лекување. Човек ќе умре додека да дојде на ред. И со тоа не сме задоволни. Мој термин не. Пошто има нови промени сега, пак се и ние додека да се навикнаме. Па има некои недостатоци. Се чека. Сегде каде да одиш, се чека. Закажано ми е за 10:30, идам таму, ме нема нигде. Се враќам пак назад кај матишата, пак за утре. Докторот ми вика, не у 10:30 ќе дојдеш, вика на втора смена кога ќе дојде докторката. Колку време траеше тоа? 3 сат. Околу недела дена така ме ваптаа. А за резултати колку време чекаш? Па добри 10-15 дена. За лошите резултати Алфа одговор побара од надлежното Министерство за здравство, но оттаму за сега нема образложение. Лошите резултати на земјава се последица и на епидемијата со морбили со која се заразија над 270 лица, а тројца починаа. Клучна улога имаат и заболувањата предизвикани од енормното загадување на воздухот, кое годишно во Македонија зема над 1300 жртви. Здравствениот систем во последно време го тресат низа скандали. Родителите беа во паника откако излезе информацијата дека вакцините за мали сипаници кои ги примаат децата имале декларации со поминат рок. Министерот се правдаше дека тие се безбедни, а за погрешните декларации најави истрага кај добавувачот Македонија Лек. Резултатите од истрагата се уште се непознати за јавноста. Минатиот месец 61 годишна жена почина на Карил откако добила сепса од пукнато дебело црево. Семејството обвинуваше дека пациентката 3 дена со болки во абдоменот била препраќена од една во друга клиника. Директорот на абдоменална хирургија пак лутна медиумите кои му побараа отчет. Иронично одговори дека секој имал право да умре. Младо момче почина во Битола по рутинска операција на коленото. А минатата недела од сепса почина 39 годишен ресенчанец кој се оперирал во сомнителна ординација во Скопската населба Аеродром. Инаку индексот за најздрави држави во светот ја мери и смртноста кај новороденчињата, пушењето и дебелината, кардиоваскуларните проблеми предизвикани од консумирање на храна богата со маснотии, а дополнително се анализираат и еколошките фактори и достапноста до чиста вода за пиење. Од регионот најдобро е пласирана Словенија на 24-тото место, а пред Македонија се најдоа и останатите балкански земји. На листата прва е Шпанија, пошто следат Италија, Исланд, Јапонија и Швајцарија.